Започнаа градежни активности за изградба на мини хидроцентрала Мала река кај Кочани, која изминатиот период беше повод за активистите од овој град да посочуваат на проблеми и штети од истата и веќе неколку години се спротивставуваат на какви било интервенции во околината на браната градче, а здруженија реагираат и за користењето на локалниот пат. Ако мислат дека ќе ни се закануваат со тоа, дека ние треба да плаќаме пенали, дека ние сме виновни, дека државата ќе плати, многу работа има за тоа да се каже. Нека најдат кој ги потпишувал документите, кој им дозволил да го однесат тие тешки машини таму на реката и да ја уништуваат природата, нека бараат кој им дозволил воопшто да ја прават таа хидроцентрала која нема никаква економска оправданост. Според одговорните лица во фирмата изведувач пак нема да се деградира шумскиот појас, ќе се работи по сите прописи и ќе се почитуваат сите законски регулативи, а водните ресурси нема да се уништат бидејќи водата ќе се искористувала согласно водостопанската дозвола и само во пределот до машинска зграда, а потоа се враќа во речното корито. Асфалтниот пат е единствениот пристап до местото, каде што треба да се гради мини хидроцентралата Мала река. Согласно тоа, ќе се користи во согласност со постојаната регулатива и одобренија. Не можам да ви дадам информација за рокот на градба, бидејќи е врзан со концесијски договор, а инсталираниот капацитет на Мала река е 153 киловати. И од надлежните инспекцијски служби во општина Кочани потврдуваат дека е направен увид во сите дозволи и нема никакви правни и други пречки за да се одложуваат или забранат градежните работи. Во согласност со тоа, ќе биде издадена и дозвола за привремено користење на локалниот пат, а локалната самоуправа во рамки на законските прописи ќе бара надомест за оштетувањето и санирањето на коловозот и другата инфраструктура.